за овие што зборат се ти дека си као Ама како сум платил? И сега кажи ми, дали треба ја да се објаснам со нив? Слободно постави и тоа ќе ти го одговора. Кога почнав, беше на Боки 13. Така. Кога терав после тоа, па не е на Боки 13, на Пелистарка. Сега не е ни на Пелистарка веќе, сега е на Боки 13 на Лазаров. Јас сум добро, ако сум на Боки на моите дома, викам. Сега сум на Боки, он вика, добро, па добро, не е лошо, он има пари, бар викам таа правост. Брат, што да им кажа? Ја имав едно време закани по живот и сега последно која беше овие. А фил госпетување со мене, као верувам дека не е седно. Као, кај ќе те начекам, ќе те газам под нозе, ќе видиш што ќе се случи. Джаве ти пријаваш музика, не реагира. Next Gen Podcast. Како? Next Gen. Next Gen Podcast. Next Gen. Next Gen. А сега кога све ова го збориме као крајот некако, а почетокот како изгледаше? Кога влезе ти ова, кога се виде нешто у новинарство. Преска зборев пред тебе беше гостин Снежа Велков или после тебе ќе излезе, не знам, сега нека не замерат гледачите. И оно од 10 години ми каже дека се гледала некако у тој телевизор и била фасцинирана од моментот на тоа дека луѓе прават нешто на медиум, дека тоа е таму без грешка, дека знаеш што таа цела гламурозна што може телевизијата што ја носела порано, таа ексклузивно, што сега е друга приказна. Ти си друга генерација, тоа кај нас не било толку. Кај тебе која беше? Не се согласувам дека не било толку. Ја Не се памтиш согласувам. Памтам, јас сум рачунал 2000-та, ти си 95-та, значи 5 години сме разлика, ама ја памтам ке ни се утепаше камерманот. Значи вистина. Значи вистина. И го памтам тој момент. Да, на ексклузивност, на луѓе влезени на медиум, на комјунити. Така почна и мојата приказна. Значи од целиот телевизиски гламур можеби ја не сум го гледал со тие очи, но желбата да промениш нешто, дека тоа е добро, дека ти влиеш на општеството и влиеш на сето она што се случува наоколу, почна кај мене од А1. Но никогаш не сум мислел дека ќе завршам. Јас идев во А1, сум бил 2 пати пред да се затвори на гостување, ќе поздравиме Трифон Ситниковски, кој денеска е еден одличен режисер, еден од најдобрите во Македонија. Он гостуваше, ајдев со него буквално и кога го видов тоа внатре изгледаше светски. Но бргу приказната заврши затоа што се затвори А1. Но јас чудно беше, целиот пат беше чуден некако како јас стапнав во медиуми. Прв пат работев во Канал 5 телевизија, Ване Марковски тогаш ексклузив од А1 се префрли на Канал 5 телевизија, Емилија Бунтевска, Ненад Ѓоргиевски, влегов во тој тим како волонтер, останав околу пола година, се префрли во Саботна утренска, тогаш беше најди време се викаше. За прв пат таму известував во живо и тоа беше вау, нешто најдобро. Тоа е тоа. Приказната брзо заврши за жал со најди време. Јас требаше да најдам чаре за мене, но тогаш рачуни дека сме околу 16 години, 16-17 години, значи дете, буквално. Па се префрлив во Сител, но пред Сител имав некоја пауза и работев во Плюс Инфо, порталот, нас нисто волонтирав, отидов во Сител, таму работев со Снежа Велков, одма да кажам. Поздрав до неа. Да, поздрав до неа, дали си пред или после мене не е важно. И си ја ме карано, не знам дали ти кажа, ако сте разговарале. Сител беше магија, да, признам. И до денеска јас ни на едно место кај што сум работел, не го плукам, тоа се расчистим одма. Може би негде неубаво сме се разделили, но не го плукам, како зашто сека било искуство. Сега да си зимали плата и се. Апсолутно. Во Сител да земав првата плата, знаеш, значи ти да земеш во тоа време 18.000, викам, вау, јас сум богат. Детиште, значи 4-та година средно не идев во училиште, отидов вонредно за да можам да работам. Мислам до толку е да љубов кон новинарството. И што е најважно, јас годев патот пешки, без ескалатор, што викам секогаш. Ниту сум летал во облаци дека јас ќе бидам кој знае што и многу сум се трудел. И затоа мислам дека може да просведочат сите, значи не сум бил инстант новинар како денеска што стануваат мои колеги. Нема лутење, јас секогаш ги критикувам затоа што тоа не се скалилата на новинарството, значи има како се станува новинар. Има професионални стандарди кои се учат и има начин како да стигнеш до целта. Не можеш ти да бидеш најпознат на цел свет и новинарството не е да бидеш најпознат на цел свет. За да изградиш име треба да направиш нешто. Во тоа време така се учеше. Треба да си го натовариш багажот. Реално да, во Сител ретко кој работеш и на ретко кој му се даваше шанса да се појави. Да, секој може да исчита прилог. Ама да се појавиш на линк тешко. А тогаш престиж беше, ние се тепавме кој да иде на линк. Значи, секој сака, пази приказна колку лудо ствари.
Треба да станеш сабајле во 5:30, да отидеш на работа во Сител и да се спремиш за на линк. И ние сме се тепале да станеме сабајле во 5:30 да отидеме на линк. Мислам, лудо. Не разбираш, секој сака да спие во 5:30, кој сака да иде на линк. Не знам дали тоа уште така, али се надам дека. Значи таму почна некако, може да се каже дека Сител некако некој breakthrough да почне да се гледаш сериозно у тоа. Мислам тие години некаде 18 претходно било И таа приказна не траеше многу долго, околу година отприлика, ама во тоа време совршено беше година за да можеш да научиш све што сакаш. Но тогаш медиумите беа на еден сосем друг левел, ќе почнам јас со англицизми пошто ти ме мотивираш, Да. а многу ми Ја се може нервуваат потирам, предачите. да. Па продолжи, не имаше пауза пред да продолжам во ТВ27. И тогаш за прв пат бев како уредник на емисија. Тогаш бев во забавна редакција, значи пази, сум почнал од волонтер, па сум продолжил како да читам вести, па сум отишол да читам вести во офтон, не на екран. Па сум продолжил во Сител телевизија, претходно сум пишал и на крај завршувам во забавната редакција на ТВ27 од отварањето и тогаш беше тоа реномирано. Значи и тогаш немаше можност секој да се појави. Немаше подкасти, немаше можности секој да може да снима. Тогаш се случи Дунавка и Мики Црнокрак, пример. Сите го паметат тој период по тоа, дека јас ги донесов во студио да се испокараат. И тогаш сватив дека дури тоа ми лежи, и дури тоа го сакам, и дури и тоа е интересниот дел. Кога заминав од ТВ21, а заминав со тешко срце и до денеска Што се деси со таа телевизија? се уште постои, но не е... Почетокот беше турбо. Како ти кажам дека сме спиеле на работа, тебе нема да се верува, но ние сме спиели. Исто како што ти денеска овој подкаст ти е повише од одличен, секој е чест за ова што го правиш, затоа што имаш екстра квалитет. Таму беа екстра квалитет сите емисии и контенти кои ние ги имаме правено. Значи секоја емисија сме вложувале 200%. Од монтажа до режија до секој еден. И сега кога ќе видам подолби на улица, мене ми е смешно ова и граѓаниве кога ќе видам широката слика, што му не сме се делеле, ти си од албанска редакција или ти си албанец, не работам со тебе. Не бре човече, сите сме се давале 100%. Јас секогаш викам да бе така како што ние сме се давале за таа телевизија, ако некој од држава од политичарите сега се дава за Македонија, па Може ние ќе ќе се цветаме, луѓе, никој нема да сака да си отиде од тука. Крај на приказната. Таму работеше Фуркан Селиу, топ тим имаше. Топ тим, реномирани новинари, таму да не ги набројувам сите имиња до денеска има уредници кои што станале. Но јас не бев дел од информативната редакција, иако таму исто така има работено во информативна програма, тогаш беше шарена револуција, целиот тој период промена на власта и така натаму, имам известувано во живо и најчесто и тогаш обожавав да се појавам во вести. И тогаш ми беше желба за прв пат да се појавам како презентер на вести, што никогаш не станав. Не знам дали ќе станам. Затоа што сите сакаат да гледат презентери на вести, веројатно и јас во тој период. Некако не ми се пруши таа шанса. Зошто си отидов до ден денеска? Така треба. Нема причина, не ми пречеше ништо, ниту ми доцнеле со плата, предобра плата сум имал. Сите примања сум ги зимал, ништо не сум враќал, не сум зимал на рака. Во тој момент почна се создава тимот во Урбан така се викаше тој проект кој што продолжи и после мене некое време со Тино и со Сум бил гостин еднаш, да. Да, значи предобар проект. Тоа баш мајка ми пред некој ден ми го прати, го нашла. Бевме не порано настани некој организиравме до прескоро со екипата и баш бевме кај него ми го пратила мајка ми. Знаеш она, кога ти праќа мајка ти отпред некој. Да, апсолутно. Еве Јас ако зборам за мајка ми ќе те фати шок затоа што она не сака да ги гледа контентите што јас ги правам поради страв. Па добро, Мислам, сега тоа што Урбан го так правиш. сакаше да го гледа, мислам како гледаше. Вај да гледал. Јас секогаш им викам од излека мене важи оно дома не те гледаат. Стварно е така. Значи се нервираат кога ме гледаат. Добро, зошто го правиш ова? Немам објаснување. За сега, за претреси, за се тоа. Дога време ниту ми викале да, ниту не, али биле мислам дека задоволни од тоа што го правам. Иако никогаш не го разбирале. Мајка ми секогаш сакала да видам да работам како угостител, бидејќи она работи угостителство, и да се запишам во угостителско да завршам средно. И јас у кујна знам само да јадам. Друг пат. Не, тотално. Али нели секој родител сака детето да му е добро стационирано, дека што ќе има добра плата Мирно. и да нема нервози. Моите го добија токму тоа што Се контра. не го сака. Сега спомна забавна редакција, информативна редакција. Сега некој ако спомна Кристијан Ландов, политички новинар.
Меѓу што се кршиш ти од тука? Што си највеќе? Никогаш не се кршам, јас сум новинар. Секогаш што го кажам. Не ги Јас сум делиш пред се по- новинар, да. Лазаров секогаш знае, добро дојде во YouTube светот. Јас не сум јутубер, друже, како ти си јутубер, јас сум си уште новинар. Јас уште го работам оно што најмногу го сакам. Го сака новинарството затоа што луѓе, ако не би се новинарите во оваа држава, најголем дел од нив, 95%, тие 5% пепел ги направил ако почнам да зборувам, а ретко се појавам по подкаст и зборувам, токму поради тоа. Не знам да заправам. Ништо нема да направиме. Верувај ми, Ѓорѓе, дека ништо нема да направиме. Новинарите ви се тука за да видат коректив на сето она што го гледате во општеството. Како на социјалните случувања, така и на случувањата во политиката и целосно во општеството, во све ова што го гледат. Се што не ви чини, ние гледаме дека го искоригираме со критика. Но дали ми било полесно кога сум бил во утринска и во забавна? 1-2 милиони пати. Дали би останал таму? Не, затоа што прогресот во новинарството е токму ова што јас го преживев и го живеам. Значи не сум инстант новинар, денес за утре, туку трае. Се откажав едно време, како реков. Иначе, види, стигнуваш до највисокиот левел. Јас после тоа отидов од ТВ27 во Маквакс. Маквакс иначе првата независна приватна медиумска агенција во Македонија. Значи, од таму работив за Еденон, кој што во тоа време беше реновиран портал за вести, за видео вести. Таму имав интервјуа и све истражувања и фала им за тоа затоа што ја таму многу научив. Значи не би бил јас ова што сум сега, ако не бил цел овој пат. И кога заврши приказната нарежена Маквакс, јас бев толку демотивиран да работам било што поврзано со. Јас викам толку доста е, као тоа е златна професија, IT, продолжи си со тоа, не се смарај со ништо, можеш да работиш маркетинг, можеш да работиш било што, на страна да не те гледа народ. Не само што не сум сакал да ме гледа народ, туку искрено не се убави критиките во секој момент да ги читаш. Некогаш паѓаш психички. Тоа можеби беше клучниот момент зашто си отидов во ТВ27. Психолошкиот момент дека не му се допаѓаш на секогој, се тоа ќе хендлаш одреден временски период, ќе си ќутиш, ќе го тераш, ќе го тераш. А ќе застараш, ќе речеш зошто бе? Па ја 18, 24, 30 илјади би земал секаде, така? И сега да работам како келнер ќе ги земам. Или да работам маркетинг ќе ги земам. Па зашто одбере да бидам ја намета на секоја трета будала во држава? Затоа што најчесто критиките кои јас и ти сега ги добиваме не се затоа што ние не сме добри во тоа што го правиме, туку затоа што некоја будала има пристап до интернет, има пристап до компјутер и сега му текнало што да правиме, како да правиме, ај ќе го хейтаме Ѓорги или ај ќе го хейтаме Ландов. Мислам, тоа е малициозноста на оваа професија, тоа е лошиот дел од оваа професија. Тоа е баш црната страна што не ја знае никој што не се бави. Јас тој со Лазаров сум го дискутирал, он пример, ја уживам во тоа, не друже, не уживаш, јас тврдам дека не уживаш. Затоа што никој од нас не ужива кога го критикуваат неосновано. Ја немам проблем ти да ми искритикуваш, кажеш, Ландов катастрофа си, друже, квалитетот, сега како што ми кажа, тамнелот ти е лош. И точка, ама јас не. Ама ќе го средиме. Ама тоа е конструктивна критика. Исто кога ќе ми кажат го прекинуваш гостинот. Јас стварно ги читам коментарите, јас стварно се обидам после тоа да не го прекинувам гостинот. А ако ќе ми пише некоја треторазредна будала, кретену еден кој ти даде тебе да застанеш пред камера, кој ти даде тебе интернет? Тоа е порелевантно прашање, него тоа кој ми дал мене камера. Мене камерата јас сам сум ја купил. Да, најчесто тебе сега зборевме пред малку прашањата, кој ми го платил мене студиото и камерата и опремата. И сега замисли јас да ги извадам фактурите и да скочам, еве јас ги купив овие од овде, овие ги купив од овде и ги платив од мојата компанија. Или да кажувам дека јас сум го земал кредитот од тоа ВРМ за да почне претрес. Чему? Кое тоа што прашува? Тоа е тешко да се објасни на луѓе колку ствари не е оваа работа толку доходовна како што изгледа и да ги извадиш бројките и да извадиш тежината на тоа што го правиш. И знаеш одговорот што се баре цело време у себе, баш и со Снежа имавме таа дискусија, дека у себе мораш таа страста да си исполнуваш и слично, дека бројки, ама тоа е многу тешко да му го објасниш на некој што никогаш не излегол од комфорт зоната, од да земе кредит, да почне нешто, да верува нешто, да се експонира јасно, да оди против сите. Полесно е да се јадат парите на мама и на тато. Во најчест случај кај нас за жал е така. Тоа е можеби клише да се слушне, но е реалноста. Точно е приказната, точно е ова што ти го кажеш. Да, убаво изгледа кај мене и најчесто ми кажат леле, ти имаш десетина спонзори, кој знае колку пари земаш. Да. Па ти да го живееш мојот живот 15 минути со овие нервози, со овие стресови кои што јас ги живам не на ниво на ден, туку на ниво на сати,
ке речеш, абе, батали, пари и се, ова ништо не би го правил за ниедна пара. И најчесто е така. Овој контент што ти го правиш, и токму тоа беше причината зашто дојдов. Човече, ти имаш најекстра квалитет што јас можам да го видам на оваа YouTube сцена на овие подкасти. Значи тоа што ти го правиш со ресурсите кои го имаш е светски. И никој не може, мислам, многу малце може да стигне до твој левел. А некта на Теодора, исто така, се труди, почна од студиоце мало, сега репортажи прави. Се тоа што го произведува е екстра квалитет, ама треба време. На Народов не можеш, ние направивме агрегат за видео, prva.tv.mk, треба да им го ставиш, ти знаеш колку треба да вложиме за тоа да биде, вау, многу. Од каде да најдам пари? Мислиш дека претрес прави милиони? Мислам, дај Боже. Не ли ти дава од Дај Боже, да, едно време беше вака почна. Еве го ВМРО го финансира, па си спокарав со ВМРО нешто јавно беше. Не СДС, после тоа еве го Бојан 13 му го плаќа студиото, добро и му е дал опремата. Добро, викам, ајде Бојан 13. Сега едно време дури се помисли, викам, и знаеш како, можеби треба да им се објаснам стварно, да ги извадам фактури. Све чуваш, нели, сметководство, не сум почнал пред 20 години, пред 7 месеци сум почнал. И сега му сметководство и викам, спремете ми ги фактурите, ќе дам да ги земам. Зашто? И луѓе ми реагира како, што се десило, да немаш контрол. Не викам да се објаснам чива е опремата. Сам сметководител да ти каже, ти си будала, значи дека стварно нешто ти фали. 3 чекори назад, чао, пријатно, ќе се објаснам јас на кого ми опрем, ако ми ја купиш, па да се објаснам на луѓето, ми ја купи тој да те пофала, ма дека не ми ја купиш е глупаво. На крајот денот него коментираат контентот кој што е се различно на се останато што го гледаш. Значи во претрес ќе видиш све што она што не можеш да го видиш на друго место. И тука ќе видиш све различно од она што го има на друго место. Има прекрасни подкасти кои што за жал не го виделе светлото на денот поради тоа што сме вакво општество, какви што сме. Ами треба време. Сегаш мене прв пат кога ми текна на тебе, ми трекна на фацата твоја TV21, а тоа е пред 7-8 години. Мајка, нека ти си избреше таа од меморијаш и се подитно. Праиш што праиш, менувај тоа, не е така. Имам во глава сликата и знаеш сега за некој бумисам за луѓе што среќа што не си ме видел во Сител. Таму нема. Тоа ќе беше прелоша. И некако пак е 7-8 години тоа и сега ти тек доаѓаш последните 7-8 години баш дојди наеднаш, мислам, преска зборевме за тоа, не знам дали беа пуштени камерите, дека од 0 на 100% ти отиде за релативно брзо, бидејќи отиде искрено и честно. All in отиде. Не ја лажам публиката. Не сакам да ја лажам и тоа ти е најтоплата препорака од мене. Не се прави на публика, не знам дека биле пуштени камерите. На крајот кога ми рече сега да се вратиме на почетокот, сфатив. Јас сум истиот. Немаше ништо да ти сменам од тоа што го кажав на почетокот. Значи, биди искрен. Јас мојата публика многу ја ценам. Стварно, значи јас кога снимам за мојата публика не ја лажам. Ја ги кажам, ја и кога ќе сгрешам, знам да ја кажам, ќе сгрешив, као тоа е тоа. Не сакам да ги правам будали луѓето кои што ми даваат леп, затоа што тебе мене не хранат токму тие што не гледаат. Да. Не храни нас ниту ВМРО, ниту СДСМ, ниту било кој. Ни Боки. Не Боки. Боки посебно не нахрани. Барем тебе не, а мене стварно ми помогна во делот со каналот, затоа што пак ќе кажам, каналот јас го земав од неговите родители со посебен договор кој што го имаме ние. Сега така стигнав. Добро, и не што не ми е јасно. Добро, тој Боки е толку црвена овца во општеството? Не дека го бранам, значи секој што си сторил, ако сторил криминал, нека одговара. И што сега не треба да живее Боки 13, што да правиме? Да го биеме, да го линчуваме на плоштад? Или што Лазаров не сме да прави подкаст со Бојан 13 затоа што не знам Боки лежал во затвор или треба да се врати во затвор? Што е проблемот, бе, луѓе? Кој сте бре вие да судите на некој живот, бе? Кој сте да судите за мене, за тебе? Замислите па ние да им судиме на нив. Ајде да се подсетиме на нешто обратно. Сергејева Рошлја имаше емисија каде што ги коментираше како се облечени по улица? Да. Им пречеше? Да. А пречеше. Па на нас така не пречат сите глупави коментари кои што не се здраворазумни. Дал е криминалец Бојан 13 или не, ке си одговара пред закон, не одговара пред Ландов. Исто е. Не сака, не оставете, не судете луѓе, као лабаво малце, животот тече, ке се видите со некого на улица. Мене дали Боки 13 ми се свиѓа или не, ирелевантно. И вашето мислење ирелевантно, дали ви се свиѓа. Човекот си функционира, за функционирањето на системот може да зборуваме дали не се свиѓа или не. И затоа знам дека многу умина се прашуваат која е границата,
помеѓу тоа што ќе го објавиш и нема да го објавиш. Ете токму тоа. Приватност. Не ми интересира приватност. Коментирајте го, имаше новинарски текстови сега исто за него коректни. Али рекетарски текстови, друже, дека ќе ме дирнат мене, не. И знаеш што најчесто им викам, не ми праќајте. Не ми праќајте. Затоа што од човек кој што е осуден за уцена, дали ќе напише, не само за уцена, имаш и за новинари нешто, дали ќе напише Ландов имал примат од Бојан 13 или од Станко Петко или од Ѓорги ги земал микрофоните или од Таскана го финансира, е ирелевантно. Ви се свиѓа контентот, бидете срекни што го гледате. Ви се свиѓа Ѓорги? Земете, купете вода, купете научари, видете кои му се спонзори, поддржете ги, шернете го. Да. А иначе сега за да лаеме, си да знаеме. Страшно е кога ќе се отвори оваа тема и кога ќе се види уствари колку е знаеш, тешко е да не се сее црнила кога се отварат овакви теми и тешко е тоа што вика, значи корот на општеството, јадрото, кога ќе се отвори, кога ќе се види каква темница е таму, онака колку луѓе што нула имаат работено на себе и сега наоѓаат мани на секој, тоа ми е окей, јас сум фазон, знаеш, секој што јавно се експонира и што претендира од ова да има профит, треба да има одреден данок, може да го плати у таа смисла. Ама знаеш, тоа да биде во таква мера изразено, веќе не е ни твој проблем, него е онака општествен проблем, кога ќе ги согледаш ти, кога ќе ги ставиш црно на многу бел. се ретки ваквите луѓе, да не ги критикуваме сите. Да. Ова се стварно И ние може исклучоци. премногу, да. Дури и овие што се исклучоци се вакви какви што се и се ретки што ги викаме, со тек на време учат дека црното не е бело, а белото не е црно. Треба да им укажеш. Јас немам време, немам нерви и не сакам мојата публика да ја трујам со мене. Значи ја никад не се ставам ниту во подкаст, ниту во новинарство пред се. Моите приватни слики ги шерувам на посебен профил на Инстаграм, она што е јавно и треба да биде јавно, го наоѓаат на Кристијан Ландов на претрес на Скопје 1 МК. Да се расчистиме. Али овие останативе оставаме простор да имаат слика погрешна. Тоа е лошото од оваа наша работа. Ќе кажеш ме критикуваат и мене? Да. И пример сега нема да им се свиѓа пример косата. И што треба ти сега да идеш да го смениш фризерот? Не разбирам. Тоа е многу лично. Али кога ќе ти кажат не ми се свиѓа фотографијата, па можеби треба да се замислиш дали е тука место. Тоа е проблемот во нашето општество. Не реагираат затоа што не знам. Имаме насилни ученици, не реагираат затоа што имаме коруптивни дејанија на секој чекор, не реагираат што ги крадат политичариве, али реагираат што Ѓорги има вакви научари, а нема, не знам, коцкасти. Да, проблем е во општеството. Точно ти констатацијата не знам дали никогаш ќе се промени. Со оглед дека 13 години работам на новинарство и 13 години нема што немам видено. Значи немам прочитано за мене пред се. Значи дури до степен не ме нервира веќе. Знаеш колку е лошо да кога Те отрпнеш веќе. Да, онака стоиш вика, шо пишало име, разбираш, некако кретен се смееш и викаш Трето лице се гледаш. Да, не знам, не се оптеретуваш веќе со нешто. Дури и моите дома отрпна. Ама овој пиша од студиото и викам сега вие знаете чиво е студиото? Да. А викам знаете чиво е премата? Да. И што е проблемот? Ама знаеш, тетка ти рече. Сега ако стигнав ја и за тетка ме се грижам. Далеко ќе стигнеш. Ајде да се вратиме на нешто позитивно само. Почетокот на претрес, кој мајндсет тоа? Кај се наоѓаш пред претрес? Што се случува, не знаеш како решаваш да влезеш во лин тука тој момент? Како се решавам? Јас се решив прво да се откажам од новинарство. Тоа беше клучно Колку е ти кажав. тука гепот од тоа до почетокот на претрес? Многу кратко останав на страна од све, многу кратко седев дома и не се смарав со ништо, имав некои 3 месеци плюс што ми ги платија од претходното работно место како средства, доволно за живеачка, знаеш, ќе се искочиш, ќе се прошеташ на друга, ама ти фали она што е публика, ти фали она што е идеш да иако за цело време морам да потенцирам, јас го имав Скопје 1 порталот, значи ја цело време си функционирав, да. Ама друго е кога ќе застанеш пред камера, ќе те видат, ќе те запознаат, ќе им објасниш, а друго е кога ќе куцаш и никој не те знае. И сега од моментот од TV27 кога сакав да се повлечам и се повлеков, поради тоа што ми беше тумач, сега бев како да се вратам затоа што ми е тумач да каде стоам на страна. И се вратив, но реков се враќам последен пат. И стварно ова е последен пат, еве, нека стои врежано. И ако сега не успеам, и ако сега ова не биде топ, се откажувам. А што ти е репер за успех?
да те почитуваат, да ти веруваат, да бидеш кредибилен и објективен. Кого мислиш дека си близко далеко тоа? Ти треба да кажеш, не јас. Ти си тој конзументот. Јас, Тоа го размислам ако го кажам тоа, ќе биде многу лицемерно, пристрасно и необјективно. Да. Тоа размислам сега, викајќи те тука, според мене, например, сега пак да не е англицизам, топ тир, самиот врв си, по тоа што содржината што ја пласираш, реално и објективно, тоа што го спомна преска дека не се ставаш во прв план е нешто што мене највеќе ми се свија, кај тебе е тоа силно изразено, дека содржината ти е секогаш на прво место и целиот глас што го користиш, фацијални експресии, раце што и да користиш е насочено спрема содржината, онака не се ставаш себе ни да се покажеш, ни да се опишуваш, што е знак да добар новинар според мене, и според мене си самиот врв го достигнаш. Се од друга страна размислам, кој кажав на мајка ми дека ќе доеш, очекував на пример дека ќе знае. Пошто очекував, значи мислам дека кај тебе реално се објективно, може и глупо што го коментирам. Мислам Не, дека ова е фалиш- многу искрено, ја Да. ценам вакво нешто. И Мислам и затоа викам публиката кога го коментира ова, јас сум многу окей. Да, и на пример очекував дека ќе знае, значи Кристијан Ландов се имаше и доста буквално зареди, буквално хит по хит емисии, имаше некои јаки играчи што дојдоа кај тебе, отвори некои теми што после сакам да ги избориме, што прв пат некој ги отворил кај нас и ќе кажам кои се тие теми, што како е тоа, како гледаш ти на тоа. Очигледно според мене у моето гледиште уште едно скалило тоа. Кај што Апсолутно. ќе идеш онака. Апсолутно, ја не мислам дека сум се присутен. Разбираш? А вака, во Македонија за да си се присутен, тоа и ти ќе го сватиш со текот на времето и го имаш сватено 100% сум сигурен е, да бидеш запаметен по нешто негативно. Сега мене да ме фатеа како крадам во трафика, ќе ме знаеа сите. И тебе ќе те знаеа сите. Сега мене да се соблечев гол на телевизија, ќе ме знаеа сите. И тебе ќе те знаеа сите. И тоа ќе биде не за мене, за тебе, туку и за секој еден што моментално не гледа. Али кога ќе направиш нешто добро, Ова е добро. или кога ќе направиш, пример, не знам, ќе кажеш воздухот е чист надвор, сите ќе те гледаат чудно, као кој е типов и што сака. Тоа е одговорот на она зошто не те знаат сите и не може да те знаат сите. Го споменавме претходно Бојан 13. Мислиш дека Бојан 13 го знаеа сите пред рекет? Не знам. Ти шо? Го смајка ти го следела, мислиш Бојан 13 што правил во животот пред рекет? Еве прашаја. Поздрав до мајка. Поздрав до мајка. И поздрав и до моите родители. И татко ми Мислам ќе ми се дека, наоди што не го споменав, ама за него после ќе ти кажам кои стресови ги трпи, а ги трпат и твоите родители. 100%. Така што дупол поздрав до мајка ти. Значи мислиш дека нешто негативно е тоа што Не после- мислам, сигурен сум. И кај Стефан може да се латас тоа. Апсолутно. Ама предходно со Снежа пред да искочи од студиово, баш тоа го искоментиравме. Купи го за 1000 евра и продај го за 6000 евра. Тоа е цената на славата. Живееш јавен живот. Ја не можам да речам ова и криво им се овие што ме гледаат и ме критикуваат. Не бе брат, окей. Супер. А мислиш дека постои кај наш нешто како у светот што се збори ниширање, ти да се нишираш сега, не знам јас да сум next gen, некој подкаст што е поспецифичен и од тоа да просперираш така. Мене ми очигледно свати дека не може во овие година и пол. Мислиш дека треба да си all in за тука да просперираш? Не, треба да си будала за тука да се обидуваш прво. Да, Морам да бидам искрен. Еве и твојот снимател кажа дека пробувал нешто и се повлекол. И он очигледно паметниот во причава, а ние сме будалите. Дали all in, не знам дали all in било од моја страна, може би така изгледало. Види, јас реално ги вложувам парите кои што ги заработувам од друга професија. Тоа е IT професијата и маркетингот. Ги Исто и јас. вложувам тука и значи не може тоа да го прави човек што не е будала. Извини, Реално. немој да се налудиш, али тоа е реалност. Но со текот на времето квалитетот исплива и имаш едно време прашање како претрес се појавуваат толку јаки политичари? Дебе луѓе викам не постојам од вчера, од завчера 13 години постојам на сцена, како да не се појават. И тоа, пази, ја многу ценам што се појавуваат, ја многу ценам што еве ќе споменам еден специфичен пример и пред претрес. Бојан Маричек, ја неколку пеналев за бифтеците на голема. Па свака му част на човекот се појави после тоа на интервју во претходниот медиум кој што работи. Ма сам тоа е многу почесно, така? Да. Место да се крие. Претходно дискутиравме со Снежа, му текнала на типот повраќам, не доаѓам. Како бе брат, повраќаш, не доаѓаш? Пример, она има разбирање, нема. Као стварно нема, и кај мене добиваш бариера као тоа е тоа. Дали е all-in? Пак ќе кажам, не сум сигурен, мислам дека има уште многу што да дадам за публиката,
Тоа нема да биде ниско, третокласно и по секоја цена, затоа што не го правам тоа. Гледам да биде високо ниво и да ги слушам нивните критики. Оние што се реални, а не од тетката што прв пат отворила YouTube, го видела Ландов, па и текнала да куцне коментарче градат ја косата. А сега како од овие 7 месеци е активен претрес? Не знам. Повеќе сега. Март почнав, март 27 март. Од 3 месец до 10 месец, до 11, значи толку 8 месеци. Ти скоро си со месеци во тотално. Математика. 12 минус 3 рачуна и полесно ќе Да. биде. И како би го кажал сега, каде мислиш дека беше некој пик? Мислиш дека идеше некако Цело време се нагоре. скалираше? Чудно, ретко чудно Не на можеш да сцена. одвоиш епизода, не можеш. Ја не би можел да одвојам, те следам од самиот старт. Епизода што те проби или нешто што те, како да речеме да те Епизода што стави ме у прв проби. план. Ја уште не се гледам прв план, ми ги коментираат повеќе гостите отколку мене и тоа многу ми значи. Затоа што најчесто, знаеш како, моите колеги многу сакаат посебно има бардови во новинарството, овие втори не ќе да ги коментирам воопшто, ама има некои што стварно се добри, али сакаат да се во преден план. И тоа иде вака, и почнува, избори, и рече не поминале пола сат више, и ги искажува мислата, завршува со прашање, и гостинов кажува две реченици кои што гледачот нема да ги запамти. Па за така ќе правиме монолог, имам јутубери што се Може и прават таков монолог. подкаст. Апсолутно. Значи, ја сум ги оставил во преден план, ги паметат нивните изјави, ги паметат и славните и неславните моменти на гостите. Јас можам да издвојам последен подкаст што ми текнува, можеби не е тој, Вилма Русковска. Тоа беше, мислам дека момент на Ја би кажат вистината. Катица Јанева по Катица Законно- Јанева, да, законно Катица да Јанева биде. антологиско е тоа, нема више никогаш да се повтори. Кој ќе ја стима Катица Јанева во затвор, да бидеме реални. Али јас сум имал таа прилика и не сум имал таа прилика затоа што јас се знам со Катица Јанева или со Вилма Росковска. Кредибилност и објективност, тоа е нели слоганот на претрес. Сега, кога почнав ја да правам содржина, кога размислав што содржина би правил гледано од странство, пошто доста време сум бил и опседна со содржина од дете, од почетоци, ние сме таа некоја генерација што и секако вид на содржина ни била многу помасовно пласирана. И размислав дека содржината јас кога би ја правил би сал да биде вин-вин ситуација, како ова јас и ти што ја правиме, јас и Снеже. Ова е подкаст. Да. Ова е подкаст. Мојата некогаш е Твоето не е вин-вин. меѓу интервју и подкаст нешто и вамо и таму. Твоето е претрес. Мојата Ствари, претрес, да. ти најдобро прескаш. тоа изгледа баш за претрес. лошо дека имате, управа си. Твоето е добро. Не е лошо, Не е како кетчи. не ти е соодветно за Македонија. Да, Ете тоа е да. поинта. Next Gen е супер насив на Малце подкаст. генеричко може. Да, али не е за во Македонија, али ја сакате наставно. Ти можеш да биде потрес пример, најдобро ќе ми беше. Еве за тебе буквално добра аналогија. Меѓу подкаст и емисија претрес, Претрес, буквално баш ги така. претресуваш. И сега јас тргнав по таа некоја идеологија да биде вин-вин ситуација, да пробаме заедно да извлечеме вредност. Ти си у ситуација дали поради гостите твои се луѓе кои се на пик, луѓе кои имаат биографија каква што имаат и слично, ќе збориме кои што се појави во изминатиот период у претрес. Какво е тоа твоето размислување тука? Значи договараш некој и знаеш дека ќе треба да го претресаш. Не, они знаат дека треба да ги И претресам, они ја нема знаат, што да знам. Ја Ама твоето може да- гледиште на тоа се. Моето Имаш гледиште кол- на тоа. Јас во првиот подкаст кој го направив, а тогаш беше гостен сегашниот министер за внатрешни работи, тогаш технички министер Панче Тошковски, кажав дека овдека ќе дојдат само најхрабрите. Зошто? Затоа што ја кога почнав како први бев свесен и сакав да им кажам луѓе, овдека нема да се галкаме и луваме, овдека партијата ќе си оставите се дома, влијание. Никој се јавувале кај спонзори пред некое време, еве кратко да ти кажам, и овие луѓе ми рекле, ама луѓе ние не му плаќаме фактури уште, како што ни се јавувате. Разбираш како се откажале, луѓе како не сакале воопшто да размислат, да ми се јават да ми кажат ти не го прави тоа, затоа што готово, нека се спакуваат, нека си одат. Шо ќе ми се? Шо ќе им вравам јас на нив? Доаѓаат веројатно затоа што прво знаат дека нема нарачени прашања од ВМРО СДСМ. Ни од левица дуи и да не ги набројам сите. Нема такво нешто, не постои. Има гледачи, сите прашања се прочитани, знам дека гледаш и приметуваш, кои што и ти да го поставиш прашањето, ќе го поставиме. Тешко, лесно, вакво, така. Да се случува да се испушти некад. Ама тоа е многу ретко. И најчесто на краткот подкаст ќе им кажам пишете прашања за да ги поставиме сите. Дали тоа ќе јас најчесто им викам на гостите ќе дојдете сат и пол, ќе трае и тоа трае 3 сати, али е контент кој што 3 сати го гледаат, што е уште почудно.
Така е стекнав до вербата, веројатно и кај самите гледачи. Веројатно и кај самите гости за да дојдат, затоа што јас со никого од тие што биле до сега не сум замерен. Тоа да се расчистиме одма. Значи, ја правиш Не таа знам. граница. Била Славјанка Петровска, екс-министерка за одбрана. После тоа ја прашав како поминавте се, оке, одлично. Вилма Што ми Руцковска. текнува на предон што те прекинав, дека можеби еден од пробивите беше интервјуто со бившата министерка за култура. И да. Тоа беше устари така. Да, Бисера Костадиновска Стојчевска. Тоа беше Не првиот знам, претрес. реално не ми пишала Бисера што се случило, универзална сала знаеме само дека не изгоре, тоа остана антологиско исто така. Иначе не изгоре универзална, знаеш така? Сега не ми е јасно што се случува со тоа. Како гореше, така? Не е изгоре. изгорено. Не. Не, ете конструкција има, не е изгорена. Ти виде дека е изгорена? Не, јас гледам дека се конструкцијата има А не е на изгорено? пожар, ама да, не е изгорено. Може не гори тоа, може таков метал нешто. Не бе му ефект уште е онака. Тоа се FX3X. испробува, да, тоа сакам да кажам, FX3X се испробува нови ефекти во, не знам. Кажи ми јас како да реагирам со такви одговори на прашања. Ајде. Како би реагирал ти на таа не е изгорена? Се ти покажаш видео, ама ова е изгорена? Ама не е изгорена, гледате, вика, има и- конструкција, не е изгорена. Да. Не е знам. Да, тоа беше први, стварно се управа скоро Да, гледаш, така не ми е, текнава, ама не знам како ми да. иде. Да, тоа беше клучниот момент, иако тоа очекував да биде најтапа подкаст ever. Инаку тоа е интересен феномен. Пред секој подкаст ми викаме, ама ова ќе биде катастрофа. Ова никој нема да го Нема гледа. правило. Никој викам ова, кој ќе го гледа? Викам ја да сум, ја нема да го гледам. И од тоа ќе искочи недобар контент. И така секој подкаст соред до ден денешка додека седиме тука, секој подкаст е така. Затоа што ја многу порано ги закажувам гостите и примерно идам тематски не се врзувам баш нешто, не знам сега закон за јазици, јас да ги викам од баш од дуј. Од дуј прво не ми идат, нема везе, ги викам, не знам кој да е. Туку ги закажувам пред време, па ги некако ги ухлебувам тие теми да бидат интересни во целост. Иначе би Бисера не повторили, па стварно све не повторили во претресека. Да, имаш добар хајлајт. Само не знам кај ќе барам гости, тоа е секој што ми викам сега. Еве ќе завршиме со декември, ќе завршиме јануари, спремаме топ подкасти. Одма си го искористам моментот да ти кажам и да ви кажам и да и кажам на публиката. Влегуваме во институции кај што никој не е влегувал прво. Имаме ексклузивни приказни од онкологија, не чуени до сега, затоа што нели слушнат дека има скандал, така? Ги прашавте докториве како се чувствува кога ги линчува, што се сите се криминалци, ќе ја добиеме се втората страна. Тоа е разликата во претрес. Стварно се обидуваме од оние што се на маргините да ги направиме сега да бидат најважни и најгледливи и највидливи. Кога носиш некои политичари, некои јавни функционери, полесно е да се добие некоја, предпоставам, некој go-to message да проба да се извади од разговорот, нели што пробуваш ти да постигнеш и што сакаш да постигнеш со тоа што ги викаш. У последно време доста активно кај тебе и нешто нака што е стварно за прв пат, факт, е дека Што сум направил сега? дека донесе некои ликови од некој милје, што не е од јавна функција и така, некоја од задкулисна функција, или може да се каже така криминално милје. Како гледаш на тоа? Па еве како гледаат моите подобро да ги прашаш него ја, изгледа не ја гледам вистинската приказна, оние гледа. Еве прашај го татко ми кој што најчесто ми изиграва обезбедување. Еве прашај го него како е кога завршува денот. Знаеш што е лошото во сето тоа? Никогаш не влегувам на подкаст без да ги пресметам сите плусови и минуси. Никогаш не сум влегол. Секој сум знаел кои ќе биде реакциите од јавност, соочил со тоа. Не сум напишал приказна без да знам дека и тоа ќе има последица по мене. Не сум истражувал случај исто така. И секогаш сум го правил. Шокот кај мене доаѓа отпосле, затоа што тие работи се случуваат. Али више ни тој шок не е толку голем шок. И сега некој, знаеш, таму беа поделени мислењата. Прво тоа е да го направиш храбро, според мене, тебе си тешка третокласна будала. Ја мислам дека сум првокласна будала. Затоа што стварно тоа што јас го направив не го правеше никој. Прво беше лицето кој што беше во бегство и го снимавме на граница во Србија, а го бара за исчезнувањето на внукот на Љубој Бошковски, што е многу сензитивна тема. Собиравме плусови и минуси, консултира цел адвокатски тим, мислам, морам да го пофалам Туфекџич како адвокат, бидејќи и него најчесто го малтретирам.
Морам да пофалам неколку обвинители кои што се знаат, кои се не можам да ги кажам јавно, што цело време ги малтретирам, али јас сакам секогаш да биде легално. Што и да правам да биде легално? Затоа што знаеш како е во оваа професија, во оваа моја страна. Ако е нелегално, ќе те спакуваат. Толку е чисто, те чекаат да биде нелегално да те спакуваат. Кај мене е све легално. Кога се случи тој подкаст, во мојот инбокс беше хаос. Закани, постојано ќе видиш што ќе ти направиме. Па кај најде овој да го снимаш. Да, зошто не го стави лайв? Па ти треба да му објасниш на тој дека не можеш да го ставиш лайв. Како да го ставиш кога го снимаш на граница, као во 5 саца бајле. И не се објаснува. Помина тоа, дојде таткото на исчезнатиот Самуел. Човекот, јас пак ќе кажам и тогаш кажав, се чувствувам со неговата болка, но имаше прашања кои што стварно се од интерес на јавноста треба да се постават. Значи, тоа се тешки прашања, тешки теми, треба да се одговорат. Извинете, таков сум, тој сум, кога доаѓате, треба да знаете каде доаѓате. Ама ти го напаѓаш, никого не напаѓам. Секој си бира кога ќе дојде тука или нема да дојде тука. Никого не напаѓам. Дојде, му ги постави прашањата, Арно, ама човекот го кажа пола криминално подземје во Македонија и во Скопје. И ја бев како, добро, дали ова се случува и зошто ова се случува, тоа второто ми беше многу поважно, тоа прво. Али не можам јас да мислам, ќути, не ги кажуве, утре мене ќе ми се закануваат, ќе ми спотепат по лице. Не, тоа е. Како викам јас кога доаѓате, кај мене треба да знаете каде доаѓате. Па и јас кога викам, треба да знам кого викам. Значи, одговорноста е обострана, не може да биде еднострана. После тоа пак продолжија заканите, ужасни беа. Кога ќе кажам ужасни, сакам да кажам многу ужасни. И пак ќе кажам, да не беше татко ми во тие моменти, да не беше Горан кој што ни е продуцент на претрес, на кој што се сочувствува со сето ова што јас го правам, затоа што последиците ги трпи и тој, верувај дека ќе заврши веројатно во Бардовци. Едно е да се заканува третокласна будала, друго е да се заканува криминалец. Значи, нивото е многу различно. И она што е уште поважно и треба да се напомене, е дека публиката беше многу поделена. Промовира криминалци од една страна, викаат, а од друга страна викаат овој добро го прави ова, затоа што ова никој не го прави. И сега? Тоа е истото, ќе те прашам. Значи ти за кое гледиште го гледаш? Ти знам со кое пристапуваш. Веројатно саеш да го отвориш тоа како содржина и да го дадеш, како што е новинар, во суштина. Ти не треба да правиш некоја филозофија околу тоа да судиш, да правиш нешто, нели, пристапуваш според професијата. Ама од друга страна има и таа црната страна што е ова го промовира, види што се збори, види на кој се дава простор. Па гледаноста на крајот да зборува све. Дали јас треба да зборувам? Дали сме оставиле простор на секого? Да. Еве и сега ќе им кажам на гледачите што се кај тебе, доколку имаат било каков случај од интерес на јавноста и сметаат дека треба да биде споделен, да ми се јават, да ми пишат и да го споделиме. Да направиме проценка на нештата, дали е тоа затоа што види, кај мене има и стварно луѓе кои што не заслужуваат внимание, а бараат внимание. Ќе рече сега, добро, како може тој човек да не заслужува внимание, а истовремено ти идеш по затвор и снимаш криминалци. Па не заслужува, криминалците се искрени, ќе ти кажат, да, сгрешив, лежам, или да, премногу ме казнија, или ќе ти каже, што знам, не сум виновен, и тоа е легитимно на крајот денот, но има пресуда, па ќе ја соопштиш и пресудата, ќе ги судриш аргументите. Ама имаш и луѓе кои што, пример, ќе те злоупотребат најкласично. И тоа ќе го осетиш со тек на време, па ќе ми кажеш како е. Додека не го осетиш затоа што тоа ми се случувало и во Урбан, так. Да дојдам да испромовирам нешто. Ке рече забавна редакција, бе, не подценувајте, вие не знаете колку е тешко ова што ти го правиш. Е потешко и мене ми било потешко отколку ова сега што го правам. Од друг аспект потешко. За ризик сега е врв на ризикот, како на крајот од денот види никој не станал без ризик ништо. А ниту јас, ниту ти ќе стане. И ова ти што го правиш е ризик. И ова сега може да ти дојат овдека и да те опукаат. Ме разбираш? Јас сум комуницирал до денеска, комуницирам со различни структури на луѓе.
Јас како што сум го спомнал, не знам, Шебелј, сум го спомнал Раде Штекли. Ме разбираш, што може да се налутат се. И ти си под ризик затоа што не ме викаш мене. Нема тука, ова е кругот. поголем ризик, ова е помал ризик, нема, ризикот е ризик, друже, го носиш со себе тоа. Колку пати пак ќе застанеш околу кола, пак гледаш да не ти е дупнале гумата, ми е пукнеш шофршајвната пред некое време на паркинг, искачам од подкаст, баш со Ковачевски бе, пукната шофршајвна. Па викај полиција, па чекај, па едноставно ми е, не ми е. Не уште е пукната. Ако сакаат некој спонзорите, нека спонсорираат. Некој има спонзора што прави шофер, што ми. Да, барем попуст спонзор, да тоа им викам да. сега на моите, викам сега ќе барам спонзори што може цело време да инвестираат во нешто, да ми ја направат шофершајвната, да ми вградат клима, да ми средат и се смеат, викам па сега ако нема ништо, барем да се дешава. Барем нешто. Да, и се плашат спонзорите најчесто. Јас ќе ми дозволиш извини ептена, ама морам да ги спомнам и Јака Нова и Пелистрка и Jungle Drive и Mobilix и Catering Series Papas Dion, значи соло превоз, јас без нив. Мислам секоја чест за секој што И спонзорира било каква не, содржина. секоја чест и на Пролом вода и на сите твои спонзори, пак ја кажам, ова е многу тешко што се прави. Нималку едноставно, многу тешко и захтевно. Супер. Седат ти прават муабет. Колку пати си го чул муабетот? Охо. Ајде тебе брат, лесно ти е, ти седиш таму и си муабетиш, дојде се работи го. Дојде се работи го, па ќе спориме. Бога ми, какви теми отворивме. Малце од длабоката. Нема Нема вајда да ги смори луѓето. Што е реално и искрено. Сега, кога го спомнавме се ова и преска го се навративме на тој момент, а му јази уште еднаш да се навратиме кога некоја одјава. Зошто е на крај целиот муабет? У кој момент би се го зборев тоа и со Снеже, пак се навраќаме на неа. Кој моментот кога ќе си кажеш вредеше? Ти шо ме вика? Да се со Да, Снеже си зборил. Ти кажа, ала Снеже Снеже е повеќе OG. искуство има од мене. Снеже е OG. Реално. Значи не си требало да се малтретираш реално. Се шала. И сега кој е моментот кога ти би си рекол и ова се вредеше? Имаш таква некоја представа или сега одиш буквално едно по едно се случува? Не. Имаш тоа Ќе нешто? речам, ова све вредеше кога ќе видиме дека ова општество се менува, кога ќе видиме дека луѓето го ценат ова што го правиме, кога ќе видиме дека публиката која што не гледа и не конзумира секојдневно, вика браво, те поддржува и искача да биде рамо со тебе, затоа што јас неколку пати имам на Инстаграм ставено човек да застане, да ми свири, да спуштам прозор, ми рече браво дечко, као тогаш сваќаш дека си на вистинскиот пат. Кога ќе научиме дека не е секогаш се црно и дека има работи кои што се стварно бели и кога ќе сватиме дека партијата не го кажува конечниот збор, туку го кажуваш ти како поединец, без разлика дали си дел од вами од таму. Не треба да си секогаш приврзан со партија за да успееш. Еве ти го класично мојот пример, затоа што не знам, најкласично ќе ти кажам. 20 директори на СДСМ беа разрешени токму поради мои текстови. Антонио Милошовски, кој што е сега подпредседател на собрание, го имам бркано околу суд. Нефи Усини, кој што е осуденик од ДУИ, е дел од ДУИ, подпредседател нешто во ДУИ, исто така никој не го знаеше, јас го открив кога правеше Дивоградби и така натаму, па сега е најозогласен. Нема партија која што јас ја немам допрена. Едев кај Мицковски пред врата да снимам дали го исчисти снегот, затоа што човекот објави дека чистеше снег, ме разбираш? Значи, распонот му е огромен и ќе критикуваме све што вреди да се критикува, но и ќе пофалиме тоа што вреди да се пофали. Значи, општеството треба да свати дека треба пред се да се веруваат на себе и на тоа што они го мислат, не треба да веруваат во сервирани информации, да ги проверуваат, затоа што ова што го работам јас и го работат и 95% од колегите кои што го работат истово, се бориме за исти цели, да ни биде поубаво. Значи јас кога ја критикувам Данела, не ја критикувам затоа што не ми се свиѓа како изгледа. Тоа е многу лично. Не ми се свиѓа како работи. Може да ме однесе уште 10 пати на суд, како што ме носи. Може уште 10 казни да ми пише, како што ми пиша. Може уште 100 пати да ме пријава во полиција. Нема да го промени мојот став. Ја пак ја пишам Данела Джингл Бел. Тоа е. Ме разбираш? Многу едноставно. Ете, тоа е пораката која што треба да се испреди. И луѓето да не добива, во секоја професија има по некој што е и криминалец, и рекетар, и третокласен, и се. Ама не може да осликува тој целата професија. По кој левел, по кој основ?
Тоа е пораката која што треба да ја сватат сите. Нека секаде има по нешто што не чини, но дај да го извадиме најдоброто. И дај да промениме нешто, луѓе. Кои се плановите за натаму? Спомна преска. Јануари исполни. Ако не да видиме да затвориме тоа пред да си сисилиме, се шалам. Ништо, не знам кога ќе се митува, претпоставувам во текот на декември, веројатно на крајот. Ја заминувам за Австралија. Имаме предобри подкасти во јануари, мора да ги погледнете. Кажа, влегуваме на онкологија, влегуваме во еден казнено-поправен дом во Македонија исто, пак имаме затворски приказни, но и многу поразлични. За прв пат ќе го чујат, ова не е снимено во моментов кога зборам ова, али се надам дека за прв пат ќе го чујат и лицето кое што успеа да измами десетици граѓани само со еден телефон од затвор и да им да ги плячка по улици. Си има негова прича зашто тоа го правил, но има обвиненија. Ја бев еден од измамените, затоа го открив нека нешто друго. Ке видат и ке работиме со Црвен крст, една многу добра приказна. Мислам дека треба да разбудиме емпатија, да видиме што се случува со околу нас, со сите бездомници кои што секој ден ги избегнуваме по улица, затоа што никој не сака да седи на минус 10 степени надвор и да проси, да се расчистиме. Извина тие деца што продаваат салфетки и палмоми и просат не им убаво, да ја чуеме втората страна на нештото. И претрес очигледно е тоа, да ја чуеме втората страна. Ќе го развиваме првата ова, точка мака, затоа што сметам дека нас што работиме на интернет, така ќе се изразам пошто јас не спаѓам во делот на јутубери, по таква причина не од нешто друго, ни треба нешто што ќе не дигне сите заедно. Затоа го направивме. Мислам, не многу лесно ќе ми беше да се функционирам и да не промовирам никога. Интереси. Не, јас сакам да кажам дека овој подкаст е добар. Јас сакам да го поволам тоа што е добро. Исто како што сметам дека 50% од подкастите треба да затворат затоа што не нудат квалитет. Извини сурово е, ама тоа е. А мојот план е да опстојува колку што може, иако пак ќе кажам мала е сцената во Македонија. Тоа ти ќе се соочи со тој факт. Многу е добро кај тебе што си разновиден, а подкастите пак ќе кажам квалитетот на муабетот кај тебе е стварно врвен. Фала ти уште еднаш. И вајда ќе опстојам, а ако опстојам, се надам ќе ме видиш по втор пат. Може заедно ќе снимаме. Може и заедно ќе снимаме, а може да направиме и втор подкаст. Апсолутно. Јас ќе кажам за крај на овој подкаст, меѓутоа што ќе ти се заблагодарам што дојде, што требаше да се видиме, да се спремаме, не успеавме, хаос е, декември се, на крај спочитува дојде. Ајде ти се раси по колата во Београд, не ги лажи. Се зараси по колата. Не хаос тука. Реално. Да, па и тоа спаѓа. Ја направили? Да. Добро. Ја направив, чекам да не бараме спонзор за автоделови. Да, и тоа ни треба. Ќе ти се заблагодарам што дојде многу. Според мене, спомнав тоа во најавата, моментално си број 1 rising star во сферата на новинарство, даваш највеќе и се надевам дека со тоа и контраефектот ќе биде да добиеш колку што мислиш дека заслужуваш и тоа што ти го имаш зацртано како доволно за тоа што го имаш издадено од себе на најшироката јавност. Мислам дека беше многу искрен денес, некако така си се размобетивме, може малку деприм направиме. Не, вака бе, да, не знам, ја ова ми е некој секојдневен муабет кога ќе седнам со било кого, ја камерите некако не ги осеќам како камере, може свашто да се случува како кај мене во студио. Мене ми е седна, јас се комуницирам и со режисери, така ми беше и ова пријатна атмосфера пред се. Искрен си, ми се свиѓаат коментарите, ми се свиѓа како резонираш и стварно ти посакувам многу поголем успех од тоа што го имаш и сигурен сум дека ќе го имаш. Трпение, верувај, 13 години ги поминав, не може за 13 дена ништо да биде преку ноќ. Да, едно ќе биде гледано, друго ќе биде негледано. Немој да учиш од мене во делот. Ја не да боже нешто да не е гледано. А тоа е депресија, други. Тоа мислам дека 3 дена можам од дома да не искочам, тоа не функционира така. Имам подеми падови, продолжи, фала ти прво за сите критики, ретко некој вака искрено да искритикува и да каже што не чини, што чини. Фала ти на тебе, да кажам, искреноста со што имаш во овој подкаст ќе ти донесе првично успех, па све останато. Јас мислам дека сме спремни сега да го врачиме и поклонот, само да знам кој беше. Така, ова е поклонот од тебе. За крај на емисијата да се заблагодарам и на нашите спонзори, тоа се Пролом вода, Urban Life, Барнер, очилата за заштита од сина светлина, кои може да ги нарачате на сајтот на Urban Life со 10% попуст доколку внесете код NEXTGEN. Попустот важи на сите модели кои веќе не се на попуст. Моментално има многу нови модели. Барнер е најпознатиот светски бренд за ночари за заштита од сина светлина. Јас ги носам секој ден.
поминувајќи 5-6 и повеќе сати на компјутер, тоа е повеќе од неопходно. Кристијан од моите спонзори ќе добие еден пар ноочари како поклон. Ова е за Ова тебе. ти е ептен, Можеш значи, да ги видиш, да ми кажеш дали Ова ти се везно. свиѓаат. Ја тоа ми викаат сега последниот коментар беше таков со критика. Многу си кринч кога промовираш во претрес. Викам добро шо правам, толку што е кринч. Значи ако може да ми објасните, викам да не го правам поише и немаш одговор. Веројатно не било толку кринч дуко така му издава, а може би и е. Добри се, ги имам видено кај Снежи Велков. Може да ги ставам, не знам како ќе изгледаат, али сигурно дека би изгледале добро. Мислам дека се топ. Сигурен си? Да. Добро. Носам Пишете во научари, коментар да. дали- Пишете да во коментари дали е добро. носиш, може да Носам си ставиш научари, диоптерите да, да носиш. честитки за Барнер и се надам дека ќе има повеќе вакви спонзори кои што ќе бидат дел од овој подкаст затоа што вреди луѓе вложувате во она што е квалитетно, е најкрајна порака за да знаете. Така, фала ти уште еднаш што дојде. Фала Фала ти ви на на вас што останавте со нас цели 64 минути. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање, пријатно.